веќе неко време бендот работи на самиот авторски материјал. Музика која не е снимена, а имаме веќе неколку numери, значи спремни, како да кажам, во позадина. Но решивме со оваа numера која ни ја напише наш драг пријател и колега пред се, многу пати имавме работено заедно, тој е Филип Стевановски, од Куманово, мада кој живее и работи во Штип. Има напишена ова песна поодамна и баш, што се вика, ова 2024, значи во почетокот на 2024 година, ни ја понуди како материјал, ајде да видиме што можеме да направиме со ова моја стара песна, да влеземе, нели, во студио, да видиме ако има некоја енергија, ако има некој добар резултат, па да видиме што ќе направиме со самата песна. После влегувањето во студио, успеавме да ја реализираме таа песна, да, како да кажем, да прозвучи во наш стил, мелодиска линија сменета на вокали, значи, доста работи изменивме и го добивме тој продукт што ќе го чуете нормално после Макфест. И после самото снимање дојдовме и до идејата веднаш после тоа да пробаме таа песна, да ја, нели, да ја понудиме како демо на Макфест и да видиме што ќе направиме. И така и сами влеговме во Макфест со тоа пробување, ајде да видиме што ќе направиме. И влеговме, ето, наша среќа, се пријавивме и не пуштија во првата вечер на самиот фестивал, кој е од ревиален карактер ова година. Ке видиме и ке слушнеме. Ние навистина сме нестрпливи да ја слушнеме песната, но ке им кажеме на нашите слушатели и тие да бидат малку, нели, потрпеливи, бидејќи Макфест е на 25-ти. Така, 25-26 октомври, петок, сабота. Така. Какво е чувството да се настапи на еден реномиран фестивал, бидејќи Макфест има зад себе доста богата историја и со хитови, со можеме да кажеме и безвременски хитови има Макфест. После самиот настан и после самото излагање ќе видиме како ќе биде, нели? Али за сега пред самиот фестивал очекувањата се баш онака големи, нели, пред се, како што кажа дека е реномиран фестивал, веќе постои долга низ години во Македонија и мислам дека доста музика што ја слушаме вака што излегла одамна се појавила за прв пат на Макфест, за пример ќе ги ставам ДНК, пример ќе ги ставам сега, први ми дојдува на ум. Како дебитанти излегле порано на Макфест, нели, како ние млади што се вика, и успеале после тоа да направат некоја кариера со кој живеат и работат и се успешни, нели, до денеска. Така да и ние имаме големи очекувања, но после самиот настан ќе знаеме што, како, ќе знаеме повеќе, значи ќе го добиеме тоа искуство што го немаме сега за сега. И нормално самата трема е тука. Значи постои трема на повисоко ниво, но се надевам дека тоа се магично ќе исчезне тоа е природно, на самото излегување на бина. Значи се надеваме дека тоа ќе го пројдеме. Така. Со самото чекорење на бина, дека сите тие емоции, сите тие треми, нели, сите тие позитивни работи ќе се трнати, ќе го покажеме своето на баш на неко професионално ниво. Јас знам дека вие можете и ќе го направите најдобро, ќе дадете се од себе, бидејќи, нели, сите сме сведоци на вашите настапи, каде што не се штедите, каде што го давате максимумот од вас и слушателите навистина и гледачите уживаат и да ве слушаат и да ве гледат на вашите настапи, што значи дека и ние се радуваме што ќе настапите на Макфест, ќе бидеме вашата поддршка и покрај тоа што, нели, некои ќе кажат дека Макфест ја губи популарноста, сепак јас како малку повозрасна можам да кажам дека тоа не е така, бидејќи сме сведоци, кажавме, нели, колку имиња произлегле, сепак ние живееме и во помала држава каде што нели таква е ситуацијата и на музичката сцена, но сепак ќе ви посакаме многу среќа и многу успех и да ни направите уште многу песни и да ви ги пуштаме на Радио Бум, се разбира. Се потрудиме, како што кажа на почеток, уште неколку numeri имаме спремно во позадина и ајде да кажем ово пробивање на ледот во јавноста со авторска музика, не значи ние до сега сме свириле само кавери, што македонски нормално како
нели обожаватели и поддржуваме македонска музика, нормално така и српска музика. Од тип на стариот ексю рок н рол, значи она што баш нас не лежи на срце. Но се тоа ќе го ставиме на страна кога ќе почнеме да работиме со авторска музика на малце поголемо ниво. Така да, нели во престојниот период што ќе следи, дали ова зима или во самиот почеток на 2025, ќе влеземе пак во студио да продолжиме со самата работа и да се надеваме на повеќе песни и на повеќе хитови, како што кажавте, да се промовира таа музика и да излезе нешто не само македонско, што е супер, туку нешто и од Куманово да остане, нели, да се запомни некоја музика. И мислам дека реално фалат авторски бендови што во овој период, да не кажам скоро, многу малце се. Значи и оние алтернативни и вака покомерцијална музика, да кажам, нели, се многу малце и тие што ги има не се трудат да ја снимат таа музика и да промовираат. Тоа треба да го прават сите. Значи без разлика на тоа, можеби да, кошта некои финанси да се тоа се сними и промовира, но мислам дека сето тоа вреди. Така. Сето тоа вреди од старо искуство што имаме и со авторски бендови и сега со овој бенд, што се надам дека ќе успееме нешто да направиме, вреди да се сними и да остане нешто зад нас и луѓето да слушаат, да препознаат нешто друго, нели не само музика која е во тренд, туку нешто и што било порано актуелно, можеби пак ќе се слуша. Точно Наше е така. да приложиме она што знаеме и можеме. Да. Помладата публика, помладата популација добро ве знае The Solution, ајде да им кажеме на нашите слушатели, нели, на оние редовни наши слушатели, малку да го представиме и вашиот бенд. Зошто името The Solution, кој се е, нели, Да. членува во оваа група? Ајде малку повеќе. Така, нели, јас сум гитаристот во бендот, Филип Стојковски. Мојот брат на бас гитара тој е Никола Стојковски. Филип Гелевски главен вокал, Ивана Стојановска исто женски главен вокал и на бубњеви тој е Иван. Значи, сите ние сме склоп на, прво ќе кажам, пријателство и другарство кое трае веќе некое време, освен тоа што јас сум фамилија со Никола, брат. Али, знаеш, сме се дружеле, сме слушали истата музика, истото тоа не влечело да се споиме. Уште од многу порано, прво јас со Ивана, па така, се изменија некои работи од самиот почеток на овој бенд. А промената на името, нели, што бевме порано Trio Z, а сега е The Solution, таа промена се смени, бидејќи само пред се смениат членови во бендот и се зголеми составот. Реално да збориме, тогаш бевме трио, да, и супер, и тоа си беше се окей, но се зголеми бендот, биднавме 4 особи, потоа 5, и веќе онака, знаеш, некако го сметавме името дека е многу локално и едноставно дојде некоја желба со промена на членови, со зголемен број, ајде да го промениме името, нели, да направиме некој нов старт, некој нов почеток. А Solution како извор е како едноставно решение за забава или решение за добра забава, па The Solution, само ставено на англиски за да прозвучи на некој начин светски или онака, бидејќи самиот збор е доста прост. Се помни лесно, чисто да тие се тие работи што одлучивме да ги смениме и зошто да го смениме името. Млади луѓе, амбициозни луѓе, успешни луѓе, дај Боже, уште многу успешна музика, авторски песни и The Solution, да се слушне името и надвор од границите на Македонија. Тоа ни е желбата која што вие посекуваме да ви се исполни и многу успех на предстојниот Макфест. Се разбира дека ќе стоиме зад вас, ќе бидеме ваши поддржувачи и на слушателите со задоволство ќе им ја пуштаме вашата песна, само да ни го откриете и насловот на песната. Така, песната се вика Ти и јас. Ти и јас. Така. Нема, не се сомневаме дека песната нема да биде убава. Така, ви благодарам на поканата и се надам се гледаме после самиот Макфест да зборуваме пак откако сите ќе ја чујат новата песна.